Граѓанската иницијатива Шанса за центар преку мапирање на Google ги евидентираше сите казина, обложувалници и слот клубови на територијата на општина Центар, при што според нивните податоци во општината функционираат речиси 60 вакви објекти. Од иницијативата посочуваат дека бројот на казина и обложувалници е поголем од бројот на детски и спортски игралишта заедно, оценувајќи дека во Центар останале многу малку јавни простори каде децата можат бесплатно да играат. Центар е казино општина, како што имаме извори на загадување на воздухот, имаме и извори на загадување на духот, велат од Шанса за Центар. Реакцијата доаѓа по објавувањето на истражувањето на Институтот за јавно здравје, кое покажува дека во последните 12 месеци 25% од учениците се коцкале за пари. Според податоците, коцкањето со физичко присуство е позастапено од онлайн коцкањето. Истражувањето покажува и пораст на проблематичното коцкање од 4,5% во 2019 на 7,6% во 2024 година, при што процентот е значително повисок кај момчињата. Од Шанса за Центар бараат построги регулативи, дислоцирање на коцкарниците надвор од градските зони и засилени контроли за спречување. Иницијативата бара и транспарентни и драстични казни за објектите каде ќе биде затекнат малолетник, со јавно објавување на прекршителите и доказ дека казните се платени. Од Институтот за јавно здравје предупредуваат дека иако физичкото коцкање се уште доминира, онлайн платформите се повеќе ја замаглуваат границата и овозможуваат прикриено и поризично коцкање, поради што раната превенција е од клучно значење.